Профилот референт за продажни активности е 3-годишно образование, каде што им нуди на учениците да стекнат одредени вештини од комуникација, тимска работа, одговорност и што е најважно, овај профил за учениците нуди брзо вработување, солидна плата и професија што ги отвора вратите за во иднината. За овај профил се потребни најмалку 30 поени, што значи дека и послабите ученици можат да одберат. Во почетокот е 3-годишно, со можност да продолжат 4-годишно образование. Како е организирана наставата? 2 дена имаат практична настава во супермаркети, во продавници, а 3 дена му е настава во училиште. Се надевам дека овој профил е интересен за учениците и они што се со послаб успех ќе го одберат баш овој профил. Референт за продажни услови. Овој профил нуди практична и интересна настава, можност за практична настава, брзо вработување. Барана професија во трговија и бизнисот. Можност за понамошно образование, вештини кои ги стекнуваат учениците, вештини за продажба и работа со клиенти. Овој профил нуди многу добри услови и јас сум многу задоволен од овој профил и може секој да се запише со многу малку поени. Економски техничар или може да работите како многу други професии, во многу патишта ви се отвараат со самото економско училиште. Така да не е потребно ни многу голем труд да се вложи за учење, лесно се сваѓа материјалот и е релативно лесно. Нашиот смер е дуална заради тоа што изучува со зголемен број на часови и пракса. Земаме во нашиот смер и стипендија, 9 месеци по 3500 денари. Единствено начин за да земеш стипендија е само да имаш просек од 3,5. Праксата ја работиме најчесто во институции, може да бидат тие државни или приватни. Конкретно ние одиме во приватни институции за пракса и од нејзе најмногу научуваме. Исто така карактеристично за економскиот техничар овој профил е тоа што е зголемен бројот на часови каде што одиме на практично работење. И е многу лесно, сите таму ни обрнуваат најмногу внимание и така натаму. Ние, освен тоа што ги учиме тие вештини поврзани со нашата струка или насока, ние учиме и многу вредности, кои што се многу битни за нас како личности, како поединци во општеството. Мојот поттик да се запишам во правен техничар беше тоа што го сакам правото како субјект и правните работи што се вршат во оваа струка. Исто така убаво ми беше тоа што е чиста работа, немаме валкање како што се во другите струки. Чиста работа е во канцелариска работа, нема потење, нема валкање. Во оваа насока се учат повеќе предмети, закони се учат, учиме облигациони односи, изработка на акти и документи, како правилно да ги заработиме и други неопходни работи кои ни се неопходни за нашата практична работа. Исто така ние одиме и на практична настава, феријална пракса, сите 4 години одиме феријална пракса во летото, тоа е времетање од 10 дена за време на летниот распуст. Исто така тоест правниот техничар во 3-та и 4-та година одат еден ден на редовна пракса кај работодавач, како што е адвокат, нотар, извршител, основниот суд во Прилеп, основното јавно обвинителство во Прилеп и други правни субјекти. На овој штанд ќе ви го презентираме смерот бизнис администратор. Овој смер покрај останатите смерови е доста интересен за учениците кои што се запишуваат во економското училиште. Во овој смер половина од предметите се правни, половина од стручните предмети се економски, така што учениците кои што уште од почетокот имаат желба и за право и за економија, не можат да се определат кој смер да го одберат, се запишуваат на овој смер бизнис администратор. А бидејќи со завршувањето
на овој смер како техничар бизнис администратор со 4 годишно образование имаат многу големи можности. Тие во прва и втора година имаат фериална пракса, а во трета и четврта година 4 дена одат на училиште, а 1 ден одат на пракса, и тоа во реални компании, во книговодствени бироа, во институции, каде што ќе ја научат работата за средување на различни видови документи, работа со компјутер, комуникација, информација, управување со време, значи многу работи ќе научат во текот на одењето на практична работа. За запишувањето на овој смер потребни се 60 поени, можност понатака за намалување на 50 поени. Исто така, овој смер овозможува вработување за оние кои што немаат можност или не сакаат да го продолжат образованието, има неограничени можности за вработување, бидејќи дали е приватна компанија или е државна институција, компанија, установа, било која фирма, јавни предпријатија и слично, тие можат да најдат вработување со средно образование. Затоа, почитувани матуранти, полуматуранти, ве повикуваме да го направите правиот избор и да дојдете да се запишете во нашето училиште Кузман Јосифовски Питу на било кој од нашите смерови. Учам во овој смер бизнис администратор. Прва година сум, исто така многу ми се допаѓа овој смер и сум задоволна исто за овој смер и би сакала што повеќе деца да се запишат од средните училишта во овој смер, затоа што е многу убаво и имаат можности, има многу интересни активности и исто така од трета година или имаат пракса, спочнуваат со пракса и во текот на неделата работат и имаат можност да учат работа со компјутери или пак со некои документи и во можност ако се добри во работењето може да работат во компанија. Денеска ги отвораме вратите на сите 9 одделенци кои што се во размислување на кој профил да се запишат. Нашиот профил е техничар за настан и анимација, односно најновиот профил во нашето училиште. Тука учениците се запознаваат одблизу со туризмот, со анимацијата, со организацијата, со забавата и ги повикуваме сите ученици кои што сакаат да работат во туризмот, кои што сакаат да имаат динамична работа, да имаат комуникација со луѓе, патувања, доживувања, да дојдат денеска на нашиот отворен ден и одблизу да ги запознаат сите работни позиции во кои што понатаму можат да работат. Во овој профил се запишав затоа што угостителството и туризам ме привлекуваше. Овие се исто и моите ученици. Со нашиот профил можеме да работиме како туристички водич, туристички придружник, рецепционер или рецепционерка. Имаме и организатор за настани. Овде имаме и туристички работник и раководител на туристичката агенција. Ќе имаме пракса за време на распуст, мислам дека ќе биде 20 дена и сум задоволна во училиштето. Прва генерација сме, како што рековме, што го изучуваме овој смер во училиште и професорите се добри и се одлично во училиштето. Денеска ќе ви го презентирам смерот дигитален маркетинг дуална паралелка. Во овој смер се зема стипендија од 3.500 денари секој месец и во овој смер се работи за дигитален маркетинг, кај што се вклучуваат многу социјални мрежи, тие што се заинтересирани за такви работи. Тука се комбинира секаква нова технологија. Во денешно време сите ги користиме социјалните мрежи и порачуваме и купуваме работи токму преку нив. Многу од нас ги користиме Тему, AliExpress, Zara и токму порачуваме преку нивните веб страни, но зад тие порачки и зад тие веб страни стојат професионалци кои што токму го завршиле овој смер и доколку сакате да работите од дома и да се занимавате и да работите со дигитален бизнис, токму треба да се запишете во овој смер. Овој смер комбинира дигиталност, комуникација, економија, иновативност, креативност.
Точно тоа така. што во најмодерново време ни е најпотребно денес. Потребите на 21 век се задоволуваат токму преку овој смер баш.